Македонија е секогаш подготвена за диалог со Европската Унија, но очекува од Брисел да демонстрира предвидливост во однос на евроинтеграциите. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски ги изнал позициите пред високата представничка на Европската Унија Каја Калас. Јован Ѓорговски го имаме во живо од Брисел. Јован, кои други прашања биле опфатени на средбата? Да, Бубе, како што кажа и ти, Македонија очекува предвидливост и опипливост на евроинтегративниот пат. Пораките од средбата на министерот Муцунски, министерот за надворешни работи Муцунски, министерот за европски прашања Орхан Муртезани со високата представничка на Европската Унија Каја Калас се дека Македонија станува посветена на европската агенда и на реформските приоритети. Дополнително на средбата, како што кажа министерот за надворешни работи Муцунски во изјава за Канал 5 веднаш по средбата, била отворена и темата за македонско-бугарските односи, односно за деблокада на македонските евроинтеграции. Калас од своја страна пак на средбата се заблагодарила, го поздравила ангажманот на Македонија на евроинтегративните процеси, а дополнително се заблагодарила и за целосното усогласување на земјата со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. Средбата инаку тука во Брисел доаѓа во пресед на објавувањето на заклучоците за Македонија кои треба да бидат објавени на средината на месецот, а во нив, како што е наведено, Советот на Европската Унија повторно ќе повика Македонија да ги спроведе уставните измени и да продолжи со реформските процеси. Во документот се наведува дека Советот ја поздравува македонската посветеност на интеграциите и се охрабрува да ги интензивира реформите. Токму за евроинтегративните процеси, но и за реформската агенда утринава говореше и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, веднаш по средбата, како што кажав, па предлагам да слушнеме неговата изјава. Има од Европската Унија на вистина сериозна посветеност која што се нагласува поврзана со проширувањето кон Западниот Балкан, но ги афирмирав и тие позиции кои што ние ги имаме. Ние како држава сме секогаш подготвени за диалог, но исто така треба да има и висок степен на свест кај Европската Унија. Дека сме држава која што повеќе од 30 години постојано прави национални отстапки и има очекување дека ќе добие соодветни гаранции по однос на предвидливоста на нејзиниот европски пат. Разговаравте ли за односите со Бугарија и евентуално за некакви можни гаранции, бидејќи спомнавте предвидливост дека очекува земја на евроинтегративниот пат? Несомнено и тоа беше една од темите за кои што дискутиравме. Дискутиравме за како го гледаме диалогот и патот напред. Секако госпоѓата Калас може да биде продуктивен чинител во изнаоѓање на решение, но ќе повторам, решение кое што никако не смее да ги стави во ризик нашиот идентитет, нашиот јазик и нашите историски обележи. Јован, во Брисел попладнево како бомба одекна веста дека е уапсена поранишната шефица на европската дипломатија Федерика Могерини. Има ли детали за што се сомнечи дипломатката која е добро позната и на македонската јавност? Увек, како што кажа и ти, добро позната на македонската јавност, станува инаку збор за претходничката на Каја Калас на позицијата висока представничка за заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. Белгиската полиција попладнево изврши претреси на две локации во Коледжот на Европа во Бриш, но и во Европската служба за надворешни работи, која што се наоѓа токму зад зградата каде во моментов се наоѓаме, во моментов сум пред Европската комисија. Станува збор за зградата која што е буквално преку улица од оваа зграда. Могерини инаку се сомничи за сомнителни измами и неправилности при доделување договори за обука на млади дипломати. Веста, како што каже и ти, силно одекна тука во Брисел, е меѓу главните вести на останатите телевизии, останатите медиуми тука во Белгија. Само за крај да кажам дека средбите на министерот Муцунски тука во Брисел продолжуваат во текот на утрешниот ден. Денеска имаше средби, како што кажав, со високата представничка Калас. Утре продолжува на самитот на министри на НАТО на покана на генералниот секретар на Алијансата Марк Руте, каде главна тема се очекува да биде војната во Украина, но и мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп, секако и сите останати актуелни безбедносни предизвици. Толку за ова линковско вклучување, секако продолжуваме и утре од самитот на министри на НАТО со нови детали. Бубе. Очекуваме. Јован Ѓорговски, снимателот Љубомир Домазитов во живо од Брисел.